Во рамките на заедничкиот проект на УСАИД и Министерството за образование партнерство во училиштата, денеска во работна посета на Основното училиште Синиша Стоилов во Зрновци престојуваше делегација од Основното училиште Кирил и Методи од селото Канатларци Прилепско, начело со директорот Јусуф Ахмет. Беше подпишан меморандум за соработка и братимење, со што овие две училишта ќе соработуваат на воспитен и образовен план и во делот на слободните ученички активности. Тоа е мултиетничко училиште каде што живеат и совекови, македонци и турци, значи тоа можам да се пофалам и среќен сум, значи во мојот родниот крај и во Македонија. Нашето училиште не брои околу 206 ученици и од тие ученици се 161 турски деца, а останатите се 55 се македонски деца. Значи, од вработените кои сакам да спомнам се 35 наставни кадра, а од тие се 15 од турско население, а останатите другите 20 се од македонските националности. Значи, добро живееме и среќни сме и добри сме. Во рамките на овој проект што очекувате? Каква соработка и во кој дел да се остварува таа? Од овој проект, значи од партнерство на училиштето сме многу среќни и што моето желба имавме доста понудувачка од другите училишта, но јас сакав повеќе подалеку, бидејќи и подобро значи да се види и да учениците да се придружат и да се соработуваме. Мене ми е посебно драго. Ние побаравме да склучиме партнерство и посебно сме среќни денеска сите вработени учениците во училиштето поради тоа што многу брзо дојде до таа средба. Значи денеска се тука луѓето, денеска ќе го подпишеме тој договор за партнерство, а понатаму секако очекувам активности кои се во насока на реализирање на сите активности кои што се во контекст на проектот за меѓуетничка интеграција во образованието. Во рамките на престојот во Зрновци, гостите од селото Канатларци Прилепско го разгледа училиштето, а ги посетија и етнокуќата и археолошкиот локалитет во селото.